Carstvuto Božjo je vnatre vo mene, mojevo srce je tvoje, Isuse. Duho Utešitev mene me vodi, Isuse. Dobri pastir go dava život od svoj za ovci te. Tako, Tatko nebese, vo Isusa sum vozljuben. Srce da se vseliš vo nego. Mir vam, Tatko nebesen. U imето на Твојот Син Исус, отвори ги овие слова, да ги допрат сите оние кои се жедни за Твојата љубов. Ти зборувај низ мене, нека секое слово биде живо, плодоносно, поостро од секаков меч, како што е запишано во Твоето живо слово. Да ги допре сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов, да се покајат, да го оддели телесниот од духовниот човек, да ни покаже како да се родиме во љубовта, како да издржиме до крај, како да имаме вера колку синапово зрно и да ја фрлиме планината во морето. Те сакаме, Господе Исусе Христе, Ти благодариме што и во овој ден ме држиш здрав и исправен, што ме научи како да простувам, да не осудувам, да се покајам, да ја прифатам Твојата волја, да ги љубам сите како што Ти не возлюби, да им простам на сите. Те сакам, Господе Исусе Христе, Ти благодарам што ме исцели во зобнови, што ме држиш здрав и исправен до последниот ден. Христов војник не старее. Ти во староста се плодни и помазани, старецот умира како момче. Ти благодарам што ја победи смртта, што го даде својот живот за секој еден од нас. Што ме раѓаш во дух, што ме менуваш, што ме накалеми на лозата, што секојдневно ме учиш како да постапувам. Ти ги вршиш делата во дух и вистина. Ти благодарам што ме научи како да те примам во моето срце. Ете, тоа е битно, како да го примиш во Твоето срце, че корење со Исус Христос е духовно движење. Не е физичко движење. Знаете, илјадници луѓе одат ваму, таму, верски туризам, одат во Ерусалим, таму се случува нешто, луѓето поверуваа, ако ќе видат толку луѓе собрани од цел свет. Значи, промена од телесен во духовен идентитет. Ете, тоа е тоа, словото е поостро од секаков меч, и те одделува телесниот човек од духовниот. Треба да претрпиш до крај, да бидеш одделен, да не бидеш гол дух, да примиш небесно тело, духовно тело, духовен идентитет и суштествување, тесна патека на животот, оживување во духот на љубовта, оживување на духовен човек, нов човек, кој го носи образот на небесниот, налик на него, да постапуваш како Исус, да љубиш како Исус, да мислиш како Исус, да се движиш како Исус, да работиш како Исус, да се жртвуваш како Исус за секого, да одиш по загубената овца додека не ја најдеш. Ете, тоа се тие слова кои слегуваат. Брати и пријателе, повикај кон Исуса Христа, отвори го срцето, дозвола Исус Христос да не управува, Он да мисли, действува, зборува од нас во наше име. Ние зборуваме во Негово име, што и да побарате во мое име, значи во Негово име. Сигурен сум дека Бог кој ја започна оваа добра работа, Таткото наш, во вас ќе продолжи да ја води се додека не ја заврши на денот кога Исус Христос повторно ќе дојде, второто Христово пришествие. Филипјаните 1:6. Значи,
јас сум таа, ти си таа почната недовршена работа, нели, која треба да ја доврши, да се промениш, да претрпиш до крај на стариот човек, да примиш сила и дух. Царството Божјо силните го грабаат. Те сакам, Господи Исусе Христе, значи јас сум таа почната недовршена работа. Ако живееме по дух, духот ни е вдахнат, затоа сме живи. По духот сме должни да постапуваме. Значи, тргнуваме како телесни, доаѓаме до духот, треба да продолжиме. Галатјаните 5:25. По духот, по Исус треба да постапуваме. Или со Исус да постапуваме, да живееме, духовно да се движиме, Тој да живее во нас, Тој да не оживее, да го распламти нашиот дух, да не промени. Друг препев вели, ако Светиот Дух ни дал живот, така е, и му дувна во душата дух животен, тогаш треба да живееме согласно во битието опишано неговото водство. Тој треба да не води. Не заборавајте дека тој е пред се и се во него стои. Тој е глава на телото. Колосјаните 1:17-18. Значи, се преку него се држи, он е пред се, друг препев. Исус е глава на телото, на црквата, на старешината, на душата, на жената. Он одредува каде, кога, зошто, како. Те сакам, Господи Исусе Христе, бидејќи во него благоволи Отецот да ја насели сета полнота. И ние треба да дојдеме до таа фаза да не насели внатре духот. Не само духот доаѓа на средбите, ние сеќаваме, сега имаме исцелителни терапии, слегува сила, тоа слегува, се излева духот, но треба да остане тој дух, да останеш ти во тој дух. Значи, бидејќи во него благоволи Отецот да ја насели сета полнота, 1:19, те сакам Колосјаните. Значи, духовно исполнување, водна бања во Словото во духот, ти се капеш на дворешно по Јован, се покајуваш. Вистинско капење е внатре да му дозволиш да ти го исцели срцето. Тоа е таа водна бања во Словото, крштевање со дух. Водна бања во Словото. Друг препев вели, зашто Бог одбра во него во целост да се всели Божјата природа, во целост да се всели и преку него да ги помири сите, значи да се всели било да се на земјата или на небото. 1:19-20 Колосјаните. Значи да се всели во тебе Божјата природа, духот на вистината, тоа е суштината, твојот изворен вистински собственик. Тој постои пред се, ги одржува сите нешта. 1:17 Колосјаните. Ние зборуваме за духовно соединување, да се всели вистински. Тој е тој процес што треба да го научиш, полека да се откажеш од себе си, духовно соединување меѓу тебе и Исус, меѓу внатрешниот духовен човек да се разбуди. Тоа е христијанство, промена од телесен во духовен човек. Мора да умре телесниот и да се роди тој духовен Исусов, од син сатански човечки во син Божји, син на семокниот Отец, да се родиш во дух, во Исус. За да се родиш мораш да умреш, да се откажеш од себе си, да претрпиш до крај, да умреш, да се раскрстиш од стариот ти, стара природа. Те сакам, Господи Исусе Христе. О, паднат ангел, ѓавол, син човечки, своеволно благочестие. Своеволно благочестие. Значи, вистина ви велам, ако некој не се роди од вода, значи од жива вода треба да се родиш, духот раѓа. И дух не може да влезе во Царството Божјо. Мораш да се родиш во дух. Зашто роденото од тело е тело, телесен човек, роденото од дух е дух, Јован 3:5-6.
Ете, тој е тој момент да се родиш од вода, не да се капеш. Ти се раѓаш од вода, од женската утроба излегуваш. Материализиран си овде, освен ако не си спуштен ангел да работиш за Царството Божјо. Да се родиш од вода, утроба женска, од дух, соединување во Исус, духовно движење со сето срце, сета душа, сиот ум, те сакаме Господ Исусе Христе, промена на припадност и собственост исто така. Не си веќе себе собствен, вие не си припаѓате сами на себе, скапо сте платени. Вашите тела не се ваша собственост, туку се Божји. Од себе собствен се менуваш, те сакам Господ Исусе, во Исусово собствеништво. Исусово собствеништво. Во 3 стих не вели да се родиме од дозгора, за да го видиме Царството Божјо. Јован 3.3. Од дозгора треба да се родиш. Духот да се всели во тебе, да му дозволиш да те промени, да претрпиш до крај, да се откажеш од себе си, да се преродиме во љубов. Нашиот татко е љубов вечна, тој е единствената вечност, духовна природа. Тоа треба ние да се вратиме од телесна во духовна природа, да бидеме повторно синови на семокниот татко. Значи, луѓето на небесата нема да се мажат ни женат, туку се како ангели на небесата. Никодим, началник јудејски, доаѓа касно навечер. Никој да не го види, замислете, и тој вели, како може човек да се роди кога е стар? Зар може повтор пат да влезе во утробата на мајка си и да се роди? Не може. Ете, тоа е тоа кога ја разбираш Библијата буквално, така го разбира буквално и се уште чека да дојде Исус. Може да се роди во Исус духовно, да се придвижиш од телесен во Исусов човек. Во друг препев се вели да се родиш наново, одново, да оставиш старото. Одново, за да го видиш Царството Божјо. Нели тоа треба да е внатре во тебе? Внатре. Царството Божјо е внатре во вас, во духовниот новороден, Христороден Син Божји. Да се препуштиш, да му дозволиш, да се предадеш, да се откажеш од стариот начин. Да не постапуваш ти како што мислиш, да чекаш водство. Пазете сега, телото раѓа, може да роди само тело, додека Светиот Дух раѓа нов духовен живот од небото, Јован 3.6. Духовен живот од небото. Тоа е целата суштина. Духовно движење, Духот те движи, Духот те раѓа, те променува. Тоа е еден дух и тело со Господ Исус Христос. Ако тој те движи, тој зборува, тој действува, тој те менува, не постапуваш од себе самиот, тоа е своеволно благочестие. Ветрот не го гледаш, го сеќаваш, нели? Дува каде што сака. Звукот му го слушаш, но не знаеш од каде доаѓа и каде оди. Така е со секој што е роден, искапен, исчистен во духот. Јован 3.8. Друг препев вели. Видете, тоа е целата суштина. Ветрот дува каде што сака и гласот негов го слушаш, но не знаеш, ти не знаеш, Духот знае од каде оди и на каде оди. Така е со секој човек роден, те сакам Господ Исусе Христе, во Духот. Јован 3.8. Го слушаш гласот негов. Он те води, он те менува, он те учи, он те раѓа во духовен син на небесниот татко, Отецот на духовите. Тоа е тој процес. Сето друго обредно, народно, цитирање, декламирање, фарисејство, а не живење по Исус не е христијанство. Кој го нема Духот Исусов не е христијанин. Каде? Па во срцето, тој да владее со тебе. Луѓе и браќа, вие знаете дека Бог од првите дни ме избра, апостол Павле, те сакам Господ Исусе Христе, меѓу вас незнабожците, меѓу македонците, тогаш дојде од мојата уста да го слушнат словото на Евангелието и да поверуваат, Дела 15.7, така и со мене.
Значи, тој ме избра за да зборувам, да ослушнете тоа. Духот избира и зборува. Тоа е духовно родение и водство. Понатаму вели, Бог ги познава човечките срца. Срцето дали е праведно пред Него. Пазете, и им го даде Светиот Дух, Дела 15:9. Ги исчисти, те сакам, и нивните срца преку вера 15:10. Духот го даде, води духовно, Духот те води, духовна жива вода бања во срцата, да ти го искапе срцето, да ти го исчисти, да му се предадеш на духот, на водство, како жената што се предава во собственост на мажот. Срцето, умот, душата да ти ги исчисти и да те роди во духот на љубовта во секое срце Исус. Сето друго се цитати, доктрини, правила, телесни одредници, телесни адети, обреди, не те носат до Исус. Кога ќе треба да се промени, човекот ќе му кажеш, ќе се налути, ќе ја дувне. Луѓето најчесто заминуваат. Знаете, не сака да се промени и тој си живее на стариот начин, знае за Исус, тој е фарисеј, зборува, но не действува, не извршува. И тоа е тој квас фарисејски, делумно христијанство, а другите, например, прават идолопоклонство, слават се и се што, си се слават самите себе, слават основачи на заедници, а Исус е срцето. Срцето ви е далеко од Исус Христос, тој треба да е во твоето срце и тогаш ќе знаеш се. Тој ќе те води, управува. Ти ќе бидеш син Божи, ќе бидеш добро дрво кое дава добар плод. По делата ќе ги познаете и ќе имаш служба и ќе тече жива река од твојата утроба и ќе бидеш здрав и исцелен и ќе работиш за Царството Божјо. И ќе бидеш во вечната љубов која никогаш не сопира. Те сакам, Господи Исусе Христе, ти предавам се што имам, се откажувам од сатаната и велам не за сатаната и смртта, да за Исус во мојот живот, во нашата заедница, во македонскава земја и во се што имаме. Бегај од нас, сатано, во името Исусово, не враќај се повеќе, се што е од Исус, нека остане кај секој еден од нас, се што не е од Исус да си замине, да се исчисти камерата, да не се заматува. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам што ми даваш сила, мир, љубов, трпение, допреси се до срцето. Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и промени ме, исцели ме, покажи ми што да покајам, да бидам исцелен, со срцето да разберам, да бидам исцелен. Покажи ми кому не сум упростен. Покажи ми како да не осудувам, како да ја прифатам Твојата волја. Те сакам, се покајувам за гревовите на моите предци и се предавам во љубовно заедништво, духовно заедништво со Тебе, Татко мој небесен и Господ Исус Христос. Татко, Ти благодарам што не оставаш, што го даде Твојот Син, што ја пролеа својата крв и што ни даваш сила. Царството Божјо силните го грабаат. Во Тимотеј апостол Павле, слезен цик вели, дозволи му да те направи силен. Дали дозволуваш тој да те промени и направи силен? Синко човечки, или си живееш по старо, цитираш, знаеш за Исус, но не ја извршуваш љубовта. За секогаш Исус, насекаде Исус, во секое срце Исус, во секого Исус, од земјата до небесата, љубовта Исусова да ве преплавува. Амин. Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе.
Dobri od pastir go dava život od svoj za ovci te. Tako, Tatko nebese, Tvoj Isusa sum возлюбе. Srce da se vseli